Добро вечер, почитувани гледачи. Време е за најновите информации од културата. Скопје беше домаќин на 46-тиот меѓународен студентски фолклорен фестивал, Етно фестивал на солидарноста, кој се одржа од 21 до 25 август во организација на Академско културно-уметничко друштво Мирче Ацев од Скопје. По завршувањето на студентскиот фолклорен фестивал од 25 до 28 август, по 8 пат годинава се одржа меѓународниот хорски фестивал Драган Шуплевски, истиот во организација на АКУТ Мирче Ацев од Скопје. На самиот фестивал оваа година зедоа повеќе ансамбли, фолклорни ансамбли учество од повеќе земји и домашни ансамбли. Имавме гости од Мексико, имавме гости од Северен Кипар, од Полска, од Романија, Академското културно-уметничко друштво Мирче Ацев како организатор и учесник на овогодишниот фолклорен фестивал. Фестивалот на солидарноста во чест на сите земји кои помогнаа во изградбата на градот Скопје после катастрофалниот земјотрес од 1963 година. Фестивалските вечери се одржуваа 21, 22 и 23 на платото на млечниот ресторан во општина Карпош и платото Делфина исто така во Влаје во општина Карпош. Покрај овие фестивалски вечери беа организирани семинари во претпладневните часови, после самите концерти во вечерните часови беа организирани традиционални национални вечери со приготвување на национална храна, игра и песни кои што доаѓа сите земји учесници од надвор. Академското културно-уметничко друштво исто така имаше национална вечер каде што се представивме со своја програма и своја кујна. Со самото завршување на овогодишниот фестивал 25-ти почнува и хорскиот фестивал Драган Шуплевски, каде што ќе земат учество 3 странски хорски ансамбли и повеќе домашни ансамбли. Фестивалските вечери ќе се одржуваат на 26 и 27 во музеот на ВМРО, така да со почеток од 19:30 часот, каде што поделени во две фестивалски вечери ќе земат учество покрај домашните ансамбли, каде што Академското културно-уметничко друштво како домаќин и организатор, хорот Вардар, хорот од Тетово ни доега, да Стибо, Франце Прешен и така, значи навечер ќе се одржуваат овие фестивалски вечери, поделени овие групи во две различни програми. Во рамки на 16-тото издание на фестивалот на документарен филм Македокс во уметничкиот простор на Сулијан беше поставена изложба на фотографии од мултимедијалниот уметник Киро Урдин. На своите патувања Урдин го доловува духот на местата каде животот се уште тече со реката, сонцето и чистиот воздух, како во етиопската долина Омо, каде насмевките светат посилно од слонова коска, а ноките се осветлени со безброј звезди. Тој е на самиот југ према кеничка граница и бе фасциниран токму од овие луѓе. Живеат на југо, значи на Етиопија, регион се вика Омо Валеи и сите овие племења имаат различен јазик, различни обичаи, и се многу питоресни. Се смета дека тие се последните примероци од Homo sapiensos, значи нешто изванредно автентично. И она што побуди голема болка кај мене, што во мигот може би е направена во Етиопија, токму на реката Омо се прави огромна хидроцентрала и нивните територии ќе бидат секој потопени и овие прекрасни луѓе ќе исчезнат. Значи јас се бавам цел живот со нешто што е автентично, што е многу битно за светската меморија. Сега ќе поминам на вториот дел. Значи, она е многу по-песимистично. Јас дали е тоа авангарда, што го почнав или случајно ми случи, меѓутоа ми дојде една идеја, бидејќи веќе полека беа почнале овие поплави и пожари и го снимив тој филм кој не
не можам да кажам дека го направив класично како се прави филм, меѓутоа самата идеја за поплавите и пожарите, кои сега се една глобална катастрофа, која е сега еден глобален страх на човечкиот дух, на сите страни на светот и една длабока опомена на цивилизацијата под наводници, затоа што дел од овие пожари, дел од овие поплави се токму дело на денешниот човек. Значи, на место денешниот човек да оди подалеку од својата еволуција, тој не оди назад, туку станува многу лош. Годинешното издание на манифестацијата Културно лето во општина Ѓорче Петров нуди богата програма за сите генерации. Во периодот што следи, граѓаните можат да уживаат во поп, рок и фолк концерти на познати македонски естрадни уметници, проекции на македонски играни и анимирани филмови, базар, работилници, ликовни и уметнички перформанси, настапи на фолклорни ансамбли и културно-уметнички друштва. Во тек се проекциите на различни локации во Ѓорче Петров, кинопроекциите кои што втора година поред ги правиме вдека на територијата на нашата општина и интересот е одличен. Продолжуваме и со свирките на отворено, секоја недела имаме различни интерпретатори. Баскерфестот на 4 септември, закажан за овдека во Ѓорче Петров. Продолжуваме со еден урбан фестивал од 11 до 13 септември, во кој што ќе имаат можност младите да видат многу познати диџеи, да цртаат графити, да учествуваат во разубавување на паркот наш овдека во Ѓорче Петров, за да завршиме на крајот од месецот на култура овдека во Ѓорче со неколку настани кои што ќе одбележат и роденденот на нашата општина 20 септември. Јас сум задоволен од тоа што оваа година имаме најголемата програма досега. За наредната година планираме уште поголема програма која што ќе тече во текот на целата година, не само во периодот на еден месец, за да ги опфатиме сите возрастни категории и да понудиме нешто интересно за нашите Ѓорче Петровци. Ви благодарам на вниманието.